Собрани сме овде со децата од село Драгоманце и околните села, бидејќи главна цел ни е наша заедничка активност помеѓу Рубикон, децата, училиштето Христијан Тодоровски Карпош и секцијата која води Миле Тренчевски и након нивниот воспитувач кој што е највеќе со децата и со нас. Пред да започне аукцијата, јас би сакал да повикам колешката Надито да се представи, а после тоа подарокот што го спреми Христијан Тодоровски Карпош и Миле Тренчевски. Благодарам. Добар ден и од мене. Не знам дали има потреба од микрофонот, ќе се обидам да го искористам. Значи, овој момент денеска представува завршница од целокупната програма што течеше во изминативе 4 години и беше во рамки на социјална инклузија на деца и млади од рурални средини, финансирана од Фондацијата за културни и образовни иницијативи Чекор по Чекор и Кинг Бодуен фондацијата. Значи, уште еднаш кај од моје име благодарност за довербата што ни укажавте со вашето присуство да поддржите една ваква хуманитарна акција, а од друга страна и да поддржите идејата дека вредностите што ги имаме треба да ги негуваме и со тие вредности, односно да се избориме да нешто што сакаме. Благодарам и од моје име. Ќе следи мала презентација, видеопрезентација, дел од нашите активности и сакавме да кажеме една од причините заради која сме ние всушност во село Драгоманце. Затоа нема да говориме многу, туку ќе го видиме филмот најнапред. Па проследете го. Додека чекаме техниката. Јас ја го замолам Миле Тренчевски со изненадувањето да дојде кај мене. Инаку морам да кажам дека имаме извонредна соработка со руската амбасада. Тие го следат нашето здружение во секој Чекор и на сите наши јавни и интимни настапи. Како се разбира и овој денес, кој што ни е многу важен, а зошто ќе видиме понатаму. Благодарам. Сега, јас мислам дека нема потреба да зборувам, Владо доста кажа. Нека зборуваат делата кои ги работи нашите ученици. Сакам да истакнам посебно. Имам чест да кажам дека имавме преголема соработка со Рубикон, а посебно со представниците на Рубикон Владимир Караев и Навица. Уште поголема чест имам да го поздравам амбасадорот на Руската Федерација господин Агарон Асатур, кој даде голем допринос за нашите ученици во ученичкиот дом во село Драгоманци. А сега ја повикувам директорката на нашето училиште да го врачи поклонот на господинот амбасадор господин Агарон Асатур. Изволновали подарки. Почитувани присутни, јас како челник на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во село Драгоманце, Кумановско, имам чест да ве поздравам и да ви посакам добре дојде денеска на ова аукција што е заедно припремена од училиштето и од Сдружение на граѓани Рубикон. Сдружение на граѓани Рубикон во нашето училиште дојде пред 4 години и во почетокот бевме така едни во други несигурни
но со работа и размена на заеднички искуства, довербата од ден на ден се повеќе растеше. Довербата наша која растеше најповеќе ја осетија учениците кои што живеат во ученичкиот дом, кои што се од своите живеалишта оддалечени повеќе од над 5 километра. За оваа наша доверба и наша соработка ќе го видите филмот што е снимен и најповеќе допринос од Сдруженијето Рубикон да не беше, немаше ни да биде нашето пријателство со Руската амбасада. Значи, тие беа иницијатори на предлог и на покана и тој дојде во нашето училиште после 40 години изучувајќи го рускиот јазик. И од тогаш наваму на секоја наша покана тој е драг гостин и секогаш присутен во нашето училиште. Затоа децата, имајќи голема желба и радост кон него, му изработија еден скромен подарок, затоа што амбасадорот на 25-ти ќе замине на годишен одмор во Република Русија и сака за еден спомен да понесе во својата земја. Добрый день. Большое спасибо. Я думаю, что есть не сколько роль, собственно, посла, а того духа, который благодаря активности Рубикона создан в сотрудничестве между уважаемой школой, директором школы и нашим посольством. Посмотрите, сколько наших сотрудников пришло сюда, чтобы быть с вами сегодня. Я очень рад сегодняшнему событию. И я думаю, это еще один маленький камень нашего прочное сотрудничество с вами и с хорошей перспективой. Спасибо. Благодарам. Ке може сега да го проследиме краткиот видео материјал. Елена има 14 години. Таа живее во село Магленце, мало место во близината на Куманово до кое нема асфалтиран пат. Старата куќа на крајот од селото ја дели со своите родители, двете братчиња, бабата и дедото. Таа е единствениот член на семејството кој се школува. Елена е 7 оделение и учи во село Драгоманце, на 30 километри од дома. Секој понеделник таа го напушта својот дом и сама пешачи 3 часа по калливите планински патишта. Многу мизерно да е во село наше. Во селото наше нема пат, нема ништо. Тука сме заостанени. Продавници нема. Пеќурке беремо, шипке бере луѓе кој може од нешто да узе некој динар да живи. Удуго не може се наđe што да живи може. Ако се некој пример некој разболи, нема никаква помош да се каже пример. Пред некој ден една жена била 4 дена 5 во кома, таа значи не можеше да дојде доктор и таа си умре така. Нема поп. Гледамо телевизију Београд. Телевизију Скопје не фаќамо, Куманово не фаќамо. Нема репетитор никакав. Ние кога сме биле во школа, сме одели, например, овде тука сме одели 4 години во училиште. После сме одели во Драгоманци. Ама и тамо е тешко. 7-8 да раседи родители оде. Мисли за нима, поđe од туда, не знаеш куде е пошло, дали е пошло на Скомбе, дали с неки кола, дали чекамо ги по путишто доле, не може да докле доđe да ги видимо дом да дојде дека. Лошо време, да не ги нападне нештото. Волци. Сите ние мораме заедно да работиме на подобрување на условите во кои растат нашите деца. Треба заедно да создадеме средина во која сите деца се сакани и изгрижени, во која се здрави и сигурни и во која можат да негуваат надеж за посветла иднина.
што колку секој од нас усреќи барем едно дете, светот ќе биде поубаво место. Пред да ја отвориме аукцијата, ви сакам прво да ги прочитам имињата на неколку поединци и фирми кои што веќе вложија, веќе донираа средства, заради кои и веќе пола и повеќе од експонатите се продадени. Огромна благодарност до нив, тоа ни олесни нашата работа и ја поттикна нашата самодоверба. Стеван Павловски, 2000 денари. Адвокат Ѓорги Поленак, 2000 денари. Источки Зоран, 2000 денари. Евротабак Скопје, 5000 денари. Гемак Трейд Скопје, 2000 денари. Дуна Компјутери, 7000 денари. Цептермак, 10.000 денари. Тутунски комбинат Скопје, 5000 денари. Неоком Скопје, 3000 денари. Кимико Гардиена Струга, 5000 денари. И господин Канингам Ендрю, Тутунски комбинат Скопје, 6000 денари. И уште една благодарам до нашето најголемо лоби во бизнес секторот, тоа се Дуна Компјутери, од кои што секогаш добиваме одлична голема поддршка. Благодарам. Да, тоа беше благодарност до бизнес секторот. Јас би сакала да се заблагодарам до младите и креативни сили што успеа се во ова вака и да се среди и да се организира. Значи, луѓето кои што ја креираа поканата, младите дечки што ги разнесуваа поканите и младите дечки што ги правеа или младата девојка што ги правеше оригамите што ќе доби се навлезат. Така да, а за крај би сакала да ги поканам и дечките, младите дечки Ненат и Бојан да ја отворат оваа аукција и да ги слушнеме нив. Благодариме. Пред се, добар ден и топло добре за сите вас овде на аукцијава. Пред да започнам, би сакал да упатам на големо и искрено, најискрено благодарам до Владо и до Надица што не поканија нас двајца и да бидеме дел од оваа аукција. Бидејќи кога се работи за хуманитарни цели, секогаш сме тука да помогнеме, нели. Се надевам сите кои што го видаа филмот им полазија морници исто како и на нас двајца. Добро, да започнеме. Значи, ако веќе размислам зошто сум тука, можам да извадам барем едно 3 причини. Како прво, научив дека споредбите се релативна работа, нели? Во споредба со моите другари, мислев дека живеам далеко од моето училиште. Живеам едно 3,5 километри и јас исто така гледам пеш како и децата од Драгоманци. Меѓутоа, ако ги споредам моите 3,5 километри со 3,5 часа одење пеш на другарите од Христијан Тодоровски Карпош, наистина се срамам од самата помисла дека живеам далеко од моето училиште. Како второ би го навел одморот. Значи, одморот за мене и верувам за повеќето од вас представува време и начин да се стекнат нови пријателства, нови искуства и нормално спомените кои што за секој што стануваат, нели? Па затоа во целост се поддржувам оваа акција, да им помогнеме на другарите да отидат во струга. И како трето, како трето би сакал да го изведам фактот што јас досега, верувајте ми, најискрено ви кажувам, немам сретнато мој врсник немам сретнато кој што, ако ништо друго, барем се обидел самиот да си го заработи одмор. А тука имаме 30 па и повеќе млади луѓе кои што не само што се обидуваат, туку и сакаат да си го заработат својот одмор.
Па затоа, еве јас ги кажав моите нели причини, а ова е мојот начин да докажам дека сакам да им помогнам и сакам да ги поддржам моите другари од Христијан Тодоровски Карпош да отидат на плажите во Струја. Дарко? Благодарам. Јас мислам дека Бојан беше во право и тотално се сложувам со него. Тоа се моите 3 причини, исто како и него, истите причини ги имам и јас, за кои што сум овде. Имам 12 години и сега завршив 6 оделение. Но учев и играв, знаејќи дека на крајот од учебната година ќе уживам во нешто поразлично. А овие деца творци не само што учеле и играле, туку и денонокно работеле во создавање на нови проекти. Па мислам дека нивните права се најголеми права од сите деца на светот да одат на одмор. Па да се зафатиме за работа и дечкиве да ги однесеме на одмор. Значи, јас верувам дека сите вие ги видовте овие прекрасни мозаици, од кои што лично јас најискрено, без ласкање и нормално се влюбив во нив, да не истакнам сега во кој не е фер. Во сите можам да кажам. Сега да започнеме, не знам сега јас вие од кој сакате да започнем, а јас би започнал од овој мозаик овде. Значи, број 19, верувам дека сите го видовте. Почетната цена на сите мозаици е 2500 денари. Па сега е да видиме кој дава повеќе. Еве, Вала ќе ви го покажа мозаикот. Мислам дека е прекрасен. Ајде да видиме, 2500 денари, ајде овој мозаик вреди многу повеќе. Мислам да се закреме малку, ајде. Дава некој 200 денари повеќе, 300 денари, кој дава повеќе, ајде. 2700 денари, дава ли некој? Добро. Да, еве, имаме 2700 денари. 2700 денари. Ајде луѓе, ја мислам дека трудот вреди повеќе на овие деца. Пресочат 3,5 часа само за да го направат овој мозаик. Дава некој повеќе. 2800 пар пар. Што пат? Добро, ајде, дајме време малку да размислите. Да се заради. Стопа. Да, имаме надавање или не? То есть за размислување. Аха, да, размислување. Сега давай номер 10, давай номер 10. Колко? Аха. Брой 10. 2000... А твое время за размислување. Да, размислување. Како пример. Да, Како пример. Давай, 10. ајде, може да почнеме од, значи, овој мозаик, сега што правиме? Втори пол. Пускай дуга, ќе да дам пример, возьму. Ајде, втор пат од овој мозаик, за број 19. Добро. Ајде, малку паралелно отидеме. Ајде, број 10, мозаик. Да, иди таму, иди таму. Ајде. Број 10 мозаик, 2500 и почетна цена. Кој дава 3000 денари? Погледнете колку е прекрасен. Ајде. 5000. Я беру. 5000. 5000? Да, прашаме, момент. 5000 пар пат. 5000 втор пат. Втор пат, 2,5. 2,5 и 3 четвртини. Чекай, момент. 2,5 и 3 четвртини. 6000 денари! 6000 прв Пар пат. пат. Ајде да видиме, има ли некој за 7000 денари? Прв флипо. 8. Колку? 8! Ајде, луѓе, стави да се Ајде, 8000 прв пат. 8000 први пат. Дали нека дава повеќе? Чекај, полека. Пари се во прашање, да, ајде. Се препатите може. Ајде, па мислам 8000 денари, погледнете, прекрасен е, мислам, ја лично се заљубив, се каравме кој да го почнева, али еве. Ајде да видиме, повеќе кој дава? Јас, бар Јас дали не гледам заинтересирани. Мислам дека на вистина вреди. Колку рекам на 8000? Може 8100. Ајде, идеме втор пат. А да биде 9.
Ајде идеме втор пат 8000. И трет пат продадено. Ајде. Аплауз. Hvala ne. Добро, добро, ајде, интересно станува овде. Ајде, аплауз, го даваме првиот мозаик, ајде. Вториот мозаик со број 20. Ајде, вториот мозаик број 20. Почетна цена 2500 денари. Дали некој дава повеќе? Не, ќе дали некој повеќе, само прашање на време. Прашање кој? 3000 денари за господјата. Име презиме молам? Не е битно, добро, имаме 3000 денари за Шарената кошула. број 20. Број 20. Дали некој дава повеќе? Ајде да видиме, 3000 денари. 3000 денари прв пат. Не се брзи, не се брзи. Добро, да го кажеме. Ќе даде некој, не се сети. Дали дава некој повеќе од 3000 денари? Верувам, дава. Мислам дека. 3200 денари. Добре, добре, ајде, 3200 денари прв пат. Дава ли некој повеќе? 3200, ајде, 3300 малку, ајде, луѓе. Да ги пратиме дечките на употреба. 3200, 300, ајде. 1300. Добро, ова станува посигурно, веќе. 3300. Прв пат. Работили со голема инспирација. Ајде, 3200, 350. Втор пат. 3500 денари. 300 денари за... Ајде, да имаме еден активен човек тука. Јас гледам таму многу народ. Ајде да видиме, погледам, тоа што многу љубов вработено. Ајде, 3500. Втори пат. Втор пат. Дали некој дава повеќе? И 3500 и трет пат продадено, ајде. Аплауз. Браво. Честитам го. Добро, добро. Имаме едно мало изненадување, поздрав од други наши млади гости. Па дали ќе може во соработка со првата детска амбасада во светот, која ни помогна во техничкиот дел овде, не подпомогна и на работениците на оригамите, значи тоа беше една порака од нив, но имаме една музичка, кореографска точка, која би сакале да проследиме, но ќе се случува таму во оној крај од просторијата. Доколку се нашите другари спремни, другарки таму. Музиката, Митко?
Јас би дал повеќе, меѓутоа не е до мене, до вас е. Ајде да видиме. 4000 кој дава да има? 4000 или 3700? Ајде да видиме. 4000, нека биде. Ајде, кој ќе даде 4000 ќе му го дадем, ајде. 4000 продадено. За господјата За полпревоз. Господјата дека препознато будија знае дека ништо не да каже. Добро. Да, 18 тргнете. Ајде, дај некој предлагаш? Ја предлагам да прогласиме сорт број 9. Нешто како почетна цена 2500 денари. Кој дава повеќе? Значи, ова е се што вирее на козјак. Значи, 3000 ова е денари. 3000 денари. Дали некој дава повеќе? Дали гледам тамо некој 3500, 3600, ајде да видиме. 3000 денари. 3000 денари, покренете го. Јас за ова се заљубив, искрено да ви кажам. Ова е, да бидам искрена, ама ова е првото што ми падна во око. Морам да признам. Ајде да видиме, 3000 денари прв пат. Не ми е прекрасно. Дава ли некој повеќе тука да видиме, ајде, Прв пат 3000. 3000 денари. Ајде, барем 3,5. 3,5 да го продадем, наистина е прекрасно. 3200. 3200 денари. 3220. 3,5. 3,500. Добре, добре, добре. 3700. 4000. О, добра насока сме, тука е борбата, тука е борбата. Ајде да видиме, тука е од ова. 4500. 4500 денари. Ајде, луѓе од вам, никој не се вклучува. 4500 и пар пак, ајде. 5000 денари. Дали нека дава повеќе? 5200. Ова е веќе име. Ова е име. Ова го нема никаде. Не Инет, пусти упраши. Вкусно, добро. Инет и вкусно, ајде. 5500. Ајде, луѓе, вам нема Некој никој. дава повеќе. 1500 еднаш. 5800. Ајде, 5800, кој ќе даде? А? 5800. Добро, ајде, 5500 втор пат. Ја го сам 6000 е паша. Продадено. 6 и продадено, нека биде. 6 нека биде продадено. 6. Кој го се... Може? 6 продадено, да. Да. Да, 6000 продадено. Да, господјата со белата чанта, продадено. Одлично, одлично. Ова е веќе преди. Ова е станува Веќе интересно. да го турнете, ова деветката е продадена, значи Да, ова е земете. прекрасно дело продадено. Ајде идеме со број 8.
Ајде, така. Морска звездо, каде си сега? Ши текме се радо. Ајде, ова е